Ова вклучување ќе го посветиме на балетската представа, која што ќе се одржи денеска со почеток во 20 часот во Националната опера и балет, односно балетската представа Дамата со камелии, чија музика чија работа всушност музиката е работена со Джузепе, музиката на Джузепе Верди. Овде малце се збунив, но секако подетално ќе ни објасни мојата денешна гостинка, добро познатата гостинка Олга Панго. Добро утро и добро дојдовте во нашата утринска. Добро утро на гледачите на утринска програма на Телма телевизија. Драго ми е што сум повторно гостинка во вашата емисија. Зборуваме за Дамата со камелии. Тоа е една прекрасна представа која што ќе биде вечерва во 20 часот на сцената на Националната опера и балет. Се работи, работена е по музика на Джузепе Верди, а темата е секако позната на публиката, тоа е Дамата со камелии, мислам се работи за љубовна приказна на Маргарита и Арманд, кои што се заљубуваат. Маргарита е малку послободна жена, повозрасна од Арманд, нивната љубов не е дозволена од таткото на Арманд, така да таа, мислам, го наоѓа начин како да го одбие него, се разболува и умира на крај, тоа е една несрекна љубов и несрекна приказна, впрочем како и во сите романтични приказни. Иначе тоа е слична, како да кажам, пандан представа на представата Травијата, исто така од Джузепе Верди, меѓутоа е таму со насловната улога се вика Виолета, а не Маргарита, меѓутоа представата е таа. Има ли заинтересираност за оваа представа до сега? Дали остана билети се уште на располагање? Не, билетите се распродадени, представата не е комплетно распродадена, што јас сум многу среќна, бидејќи представата не е одена од 2019 година, од пред пандемијата, така да ни требаше подолг период за да можеме да ја вратиме на сцената. Иначе во насловните улоги, во улогата на Маргарита игра Марија Кичевска-Шокаровска, а во улогата на Арманд е Франциско Руис, кој што ни е гостин од Шпанија. Настапуваат и солистите, и оркестарот, и балетската? Солистите, да, солисти, истакнати солисти, балетски ансамбл, оркестарот под диригентската палка на маестро Иван Еминовиќ. Колку време е потребно за подготовка на ваква балетска представа? Верувам, вие можете да ми кажете од оној дел на подготовка за балетскиот ансамбл повеќе. Се зависи од тоа колку време не е одена на репертоарот. Оваа представа не беше подолго одена на репертоарот, значи сигурно ни требаше повеќе од месец дена, да кажам, да ја покренеме представата и на балетскиот ансамбл и на солистите. Меѓутоа, ако е почесто на репертоар, да кажам, неколку пати годишно, може и со помалку проби да поминеме, да кажам, помалку временски. Меѓутоа, секако е најважното е, мислам, спецификата на представата. Колку треба да се работи, колку не треба. Ако е покласична представа, бара многу повеќе работа. Представите кои што, да кажам, се неокласични и помодерни, малку поедноставно ги враќаме назад. Во однос на не само на оваа подготовка за оваа балетска представа, воопшто за подготовките, со какви предизвици се соочуваат сите оние кои што танцуваат? Па со најразлични предизвици. Знаете, нашата професија е многу тешка и крвава, така да пред се е многу е напорен процесот на работа. Ние, како што гледате, сме во балетска, големата балетска сала, каде што работи балетот секој ден. Почнуваме со вежби кои што го загреваат и спремаат телото и го подготвуваат за понатамошните проби. Например, денеска имаме солисти кои што работат од утринава за другите представи кои што ги имаме, значи има час, па проби и секако потоа има повторно загревање, па представа вечерта, утре продолжуваме исто така. Предизвиците се големи, значи играчите се изложени на големи, како да кажам, може да се случи повреда, може да се случи болест, се може да се случи и така да е. Но иако има повреди, верувам да ве задржува тука самата љубов. Љубовта е најголема, затоа што оваа професија се работи само со многу љубов. Мислам, не се работи, ние сме професионалци, платени сме за тоа што го правиме, меѓутоа ако нема љубов оваа професија не може да опстане.
Пред да се вклучиме во нашата утренска емисија, имавме можност да ве видиме како со трпение и со возбуда голема им објаснувате на младите девојки како правилно да танцуваат. Кажете ми колку учат од вас, колку се благодарни на вас и колку самиот танц, дали всушност ги учи на самодисциплина? Секако дека да, значи тоа беа ученици од средното балетско училиште, јас сум професор по карактерни танци и се надевам дека децата учат од мене и го копираат тоа што можам да им го дадам, затоа што балетот така се учи. Се учи на база на дупликација, значи треба да те види детето за да може да го направи тоа и да те разбере, нормално треба да се објасни. Се надевам дека еден ден ќе ми бидат благодарни за целата моја љубов и внимание и знаење што им го посветувам. Така да, тоа се иднината на македонскиот балет, знаете, тоа е државно балетско училиште со кој што ние соработуваме супер. Мислам и кој што имаме соработка секако театарот со училиштето и ќе видиме што ќе биде понатаму со тие деца. Пред да започнеме исто со разговорот, баш ве прашав на која годишна возраст почнуваат да танцуваат. Одредени поединци ми напоменавте дека тука е 7-8 годишна возраст. 8 годишна. Оние кои што пројавуваат желба, зошто да дојдат и да учат да танцуваат? Што им препорачувате? Зошто да се занимаваат со танц во нивниот живот? Затоа што е најубавата професија. Едноставно кажано. Најтешката, меѓутоа најубавата професија. Јас никогаш не би ја сменила за ништо друго и да се родам повторно би била балерина. Било ме што го слушам ова. За крај сакам да напоменам, освен нашата тема, односно балетската представа Дамата со камели, што друго следно може да очекува публиката? Ни следи представата Заспана убавица, каде што промовираме млади, да кажам, млад кадар на националниот балет. Потоа имаме уште една Дама со камели со другите првенци на националната опера и балет. Тоа се Мими Попалексова и Бобан Ковачевски. Потоа понатаму имаме уште една Заспана убавица и така натаму и се спремаме за премиера во јуни месец. Секако ние, доколку имаме можност, доколку и вие сте во можност, повторно ќе дојдеме да зборуваме и за тие балетски представи. Се разбира и ви благодарам денеска за одвоеното време. Со задоволство ви благодарам и вас. Пријатно. Денешната наша тема и последна на лице место за балетската представа Дамата со камели, која што ќе се одржи денеска со почеток во 20 часот во Националната опера и балет, каде што за жал нема повеќе билети на располагање, но оние кои што се здобија со билети дефинитивно има загарантиран убав помен.